Combo Box уредот ZTE MF286R е dual band 4G модем рутер кој овозможува интернет врска преку LAN кабел, како и бежична двојна Wi-Fi врска со фреквенции од 2,4 или 5 ГГц. Приклучете го струјниот адаптер во штекер. Другиот крај од струјниот адаптер приклучете го во вашиот уред. Подигнете го нагоре копчето за вклучување на модемот. Од горната страна на модемот, со спајалица, притиснете го ресет копчето и држете го притиснато десетина секунди. Потоа, оставете време од неколку минути додека системот на уредот не се подигне целосно и не ги превземе сите потребни информации од мрежата како би можел правилно да функционира. Фабрички, бежичната мрежа од вашиот Combo Box уред е вклучена и можете да се приклучите доколку го направите следново. На вашиот смартфон или таблет притиснете Settings. Притиснете Connections или Wi-Fi и ќе се отвори екран каде ќе бидат прикажани сите Wi-Fi мрежи во околината. Побарајте го името на вашата Wi-Fi мрежа од налепницата залепена на долната страна од модемот, именувана како SSID1 или SSID2. Доколку не знаете дали вашиот уред може да се приклучи на SSID2, односно на повисоката фреквенција, приклучете се на SSID1. Притиснете на името од мрежата ќе се отвори прозорец. Потребно е да ја внесете лозинката, која на налепницата именувана како VLAN key. Штиклирајте Show Password, која опција ќе ви помогне при внесувањето на лозинката. По внесувањето на лозинката, притиснете Connect и за кратко време ќе се приклучите на Wi-Fi мрежата од вашиот Combo Box уред. Доколку сакате да направите промени во името и лозинките на Wi-Fi мрежите, приклучете го вашиот уред со жичана LAN врска на лаптоп или PC. Отворете интернет пребарувач и напишете 192.168.0.1. Внесете име на корисник и лозинка. Името и лозинката прочитајте ги од налепницата на долниот дел од уредот. Доколку сакате да ги промените генеричките имиња на SSID1 и SSID2, притиснете Wi-Fi Settings. Во горниот дел на менито селектиране табот 2,4 ГГц со што ќе ја направите промената на SSID1 мрежата. Во делот 2.4 GHz Basic Settings, во полето Network Name SSID, променете го генеричкото име по ваш избор. Потоа, во полето Password, променете генеричката лозинка по ваш избор. Како би можеле промената на лозинката да ја направите полесно, штиклирајте го квадратчето Display Password. Внимавајте, лозинката да има најмалку 8 карактери и да биде комплексна. За потврда на промените, притиснете го копчето Apply. Ќе се појави известување дека сите уреди кои се конектирани на таа мрежа ќе бидат дисконектирани и ќе треба повторно да ги конектирате согласно направените промени. За потврда, притиснете Yes. За кратко време ќе се појави известување дека промените се извршени. Доколку сакате да ги промените името и лозинката на SSID2 Wi-Fi мрежата, изберете го табот 5 ГГц и пратете ги чекорите кои ги направивме претходно. За повторно да се приклучите на бежичната мрежа, направете го следново. Појдете во Settings. Во делот Connections или Wi-Fi, побарајте го новото име на мрежата. Притиснете на името од мрежата. Во прозорецот внесете новата лозинка и притиснете Connect. После неколку секунди ќе се приклучите на вашата бежична мрежа. Доколку се наоѓате во рурално подрачје каде покриеноста со 4G LTE сигнал е послаба за интернет конекцијата да биде стабилна, можете да ја промените селекцијата на мобилната мрежа од автоматски во 3G. За таа цел направете го следново. Исклучете интернет конекцијата на уредот со притискање на копчето. Ќе се појави известување дека интернет конекцијата на модемот е исклучена. Притиснете го копчето Settings. Од вертикалното мени одберете Network Selection.
Фабрички, модемот е подесен автоматски да се приклучи на најдобрата мрежа од операторот. Од паѓачкиот изборник, наместо Automatic, одберете 3G Only. За да ги зачувате промените, притиснете го копчето Apply. За кратко ќе се појави известување дека промената е направена. Вратете се на почетниот екран со притискање на иконата A1 во горниот дел на екранот. Приклучете го повторно уредот на интернет со притискање на копчето. Ќе се појави екран кој ќе ви извести дека интернет конекцијата на уредот е воспоставена. Доколку сакате да активирате функцијата Port Forwarding, направете го следново. Во долниот дел на екранот притиснете иконата Advanced Settings. Во горниот дел притиснете го табот Firewall и потоа од вертикалното мени одберете Port Forwarding. Фабрички, оваа опција е исклучена. За да ја вклучите, притиснете Enable. За да ги зачувате промените, притиснете го копчето Apply. За кратко ќе се појави известување дека функцијата Port Forwarding е овозможена. Ви благодариме на вниманието.